Екоактивистите незадоволни од политиката на градските власти со независна советничка листа ќе излезат на локалните избори за да станат дел од Советот на град Скопје. Според нив само така може да се подобри животот на скопјани. Скопјани може да ги поднесуваат своите предлози за како сакаат да го подобрат нивниот град и тие предлози мора да се појават, кои што се во моментот на 40, да се појават на дневниот ред на Советот на град Скопје. За жал до сега сите предлози беа одбиени од град Скопје, тоест од Советот на град Скопје, и затоа ние решивме на ваков чекор да формираме една листа на советници кои што ќе искочиме на локалните избори 2021 година. За градоначалникот Шилегов, кој многу од ветените проекти не ги исполни, ама во пресрет на локалните избори ја засили својата агенда, активистите сметаат дека нема никаква стратегија. Според нив, ова што сега се случува е театар во кој главните актери ги имаат корумпирани политичари. Нема никаква стратегија за управување со овој град. Еден град кој има низа програми, низа планови и стратегии за енергетска ефикасност, за управување со отпадот, за биокомпостари, за урбани топлински острови. Некој кој е на функција и кој ништо од тоа не спроведува, значи дека не знае што прави. Шилегов не знае што прави. Може би Скопје и по 4 години не доби комунална полиција. Испадна од трката за зелена престолнина во Европа. Многу пати се најде на врвот на најзагадени градови во светот и Европа. Ама затоа Шилегов на помалку од 3 месеци до изборите почна да најавува грандиозни проекти. Еден од нив е трамвајот кој беше најавуван и во неговата претходна кампања. Деновиве подпиша договор за изградба на мост со 4 коловозни ленти помеѓу Карпош 4 и Злокуќани кој ќе чини 382,5 милиони денари. А ќе купува и нова градска куќа за градската администрација.